Dobro večer, dragi pratели. Вечера ви сакал малку повеќе да позборуваме за моменталната светска глобална цена. Се случуваат радикални промени на светската глобална цена, но не сакам никој да ме свати дека одработам или било што, но сакам објективно да ви ја пренесам. Пандемијата со коронавирусот, која беше дело на длабоката држава нормално во соработка со Кина, буквално ја донесе сад пред економски и воен колапс. Ово потрудат и моите новинарски избори, може да ги прочитате. Значи, после моето видео имате, или пред него имате текст, имате од кај се земени информациите, но има и многу други релевантни извори од каде ги имам. Но да започнем оно што е најважно, значи, што стои у наслов дека хегемонијата на САД престанува, поточно САД се наоѓа пред едно голем економски и воен колапс. Зошто велам тоа? Имате тука, значи, во мојот текст кој е постиран заедно со говорот, кажувам дека српскиот портал Веб Трибуне донесува невројатен текст паднал системот на федералните резерви на САД, кој полека се враќа, еден по еден. Тука се поставува големо прашање, зошто паднат и како е можно да падне и да биде навода хакераш. Малку тешко. Знаеме дека пронешен председател на САД, Доналд Трамп, бараше федералните резерви да се вратат во рамките на државата, а во моментот се во приватни компании, кој што е банкарскиот картел, а во моментот треба се и некаде се спомна над 12 трилиона долара или 12.000 милијарди долара да се шприцат во економијата. Веројатно ќе се шприцат поголема сума, а тоа се долари без покритие. И од таа причина Русија најави дека почнува војна со доларот. Тоа и Кина веќе прават неколку години заедно, но сега тотално ќе се ослободува од зависноста на доларот. А знаеме дека светската економија, сите пазарење, дали во нафта или се одеше преку доларот. Порано сите земји као втора валута ја чуваа доларот. Тоа беше некаде околу 80%, сега падна по 40%, може би и по 50%. А во САД пово се планира некаде најмалку над 30% девалвација на доларот, што ќе побрзо ќе ги забрза. Значи, економскиот колапс. Кина ќе може уште повеќе да им купува фирми, не купи кашката берза, многу бредирани фирми. Буквално САД стана втора кинеска држава, да се разбереме, барем на економско поле. И тука е неминуен конфликт воен, тоа кажав многу пати, но по друга гледна точка истиот портал донесува изјава на американски генерал, кој вели, значи, за авионот со кој се гордеја F-35, повеќе е прескап за производство, бидејќи чини 100 милиона долари еден, но исто така донесува и мора да работат на нови авиони. Зашто се работи? Веќе на небото се покажа последните војни достигнувања на Руската федерација, да се одбереме, не сум ни руски, ни американски, никако, но сакам објективно да ја пренесам сликата. Значи, руски авион Су-15 е многу подоминантен од F-35. Тука е плюс. Со него може да се мери и Су-34, мислам дека беше, да. И тоа подобро дати војните аналитичар, но некој новинар аналитичар што го следам ја кажува. И американскиот генерал вели дека мораме да работиме на поевтин и нов, дека повеќе F-35 не е функционално. Освен што е скап. Но интересен е податок изнесува во порталот, мислам, во текстот на порталот кој е, значи, постиран линкот, може да го погледнете. Сад од 2001 година, а сега сме 2021, значи 20 години не купила од нивните фирми авион F-35. Интересна работа не им продаде ни на Турција, додека Грција го поседува. Значи, тука се гледа директна надмог во воздухот, баром на Руската федерација, која најави чак и работа
почна веќе на работа на создавање на авион од шеста генерација или ловец од шеста генерација, како сакате кажете, а за нивните си хиперсонични, хиперзвучни, надзвучни орудија, ракети, да не зборуваме надзвучни авиони. И годинава Русија посакува да ја покаже вистинската сила која има, затоа нивните познати ракети Ярос тргна и по снег и по се да спасат за Москва за 9 мај за прославата, да ја покаже могта. Во исто време, министерот за надворешни работи на Русија, Сергеј Лавров, и се закани на Европската унија дека освен што ќе ги прекинат сите односи, Русија е подготвена и за војна. Значи не се неа, општа глобална војна. Веќе би цитирам, значи изјава на американски генерал 5 години, може 10 пати до сега сум го кажал, кој рече: Русија во моментот е посилна од САД заедно со НАТО неколку пати. Или нема неколку, еднаш каде. Значи, војната доминација на Русија, особено со хиперсонично оружје, е огромна. Барам кон остатокот. Кинезите купуваат од нив, например, купија систем С-3400 и се обидуваат да го купират, но колку може тоа е прашање. Така да и Србија место да купише руски систем С-300, она купи поевтин, значи копија на С-300 од Кина, мислам 300 се викаше, да, К-300. Значи, тука се гледа очигледна доминација. Исто така Русија најави по најавените санкции од САД и Европската унија нова офанзива против американскиот долар. Значи, се помалку се користи во својата трговија, знаеме дека Русија тргува со природни ресурси, тука е злато, нафта, газ. Значи, ќе бараме кој што направи со Кина договор, а тоа е заедничка, да се разбереме, офанзива и на Кина и на Русија против американскиот долар. И од тие причини пред 2 или 3 години, не ми да рече збор, ММФ као резервна валута ја зема и кинеската. И тука ќе греше малку јапонската валута и кинеската, но мислам дека кинеската е јуан, а јенот е на Јапонија. Но просто ако грешам. Значи, од тие причини земена кинеската валута као резервна. И Русија, која има сега голем извоз на газ во Кина и се сврте кон Азија, значи не више толку зависна од Европската унија. Значи Европската унија зависна од Русија, особено со газ. И овие санкции што сакаат наводно се војдат на Северен ток 2, автоматски се удира, Германија се удира сама нош во грб, бидејќи зависна од рускиот газ, а токму тој Северен ток е за неа, бидејќи Германија сака да термоцентралите да ги, што се и на јаглен и на нуклеарен погон, да ги до 2022 треба да ги затвори на нуклеарен погон, бидејќи исплашено оно што се случи во Јапонија со нуклеарната централа зборам, и сака да ги замени со поевтино тоа со гасот. Значи, проектот е директно упатен кон распаѓање на Европската унија и тука и НАТО. Значи, самата изјава на американскиот генерал дека F-35 треба да се фрли веќе во континер, да не кажам грубо, значи не е користен, значи не е веќе надмоќен во воздухот и треба да се гради нов и поевтин. Што значи тоа поевтин? Значи Америка до сега имаше најголем буџет, некако 700 или 800 милиарди беа, мислам, последниот, боен. А еден авион кошта 100 милиона, а замислите до 2001 година ни еден авион од, значи веќе од понова генерација, на F-350 со нови работи, не купила самата од себе, кој што, например, Руската Федерација си купувала своите производители на СУ и на МиГ. Се тоа зборува и нивниот генерал, мислам, американскиот, зборува и дека освен што се скапи по 100 милиона долара, они се и многу скапи за одржување. Од тие причини ќе барат изработка на нов ловец кој ќе биде многу поевтин и наводно треба да биде полесен, но дали ќе биде полесен и поевтин
и дали ќе дојдат до него, времето ќе покаже, да се разбере. Они имаат околу 1000 авиони, F-35, но сите се од 2001 година. Од друга страна, кој ќе гледаме на Атлантикот, поточно кој ќе видиме Јужна Америка, и поточно кажано Венецуела, каде нивниот претседател Мадуро, по заканата од Руската Федерација дека ќе ги прекине сите односи со Европската Унија, и он се исто така заканува, или ќе го промените ставот, или ќе ги прекинеме сите односи со вас. Но да се разбереме на работа, ово не е, за подценување, бидејќи многу мина од вас може би не знаат, са не ме рече за збор, а Венецуела дали беше втора или трета земја во светот по резерви на нафта, а има и големи резерви на злато. Американците беа многу зависни од увозот и ними многу компании работеа, додека пронешно преседател Доналд Трамп не ги загрози односите со Венецуела. Он имаше намера и да има војна со нив, воен конфликт, но тука Русија и Кина застанаа веднаш, бидејќи нивни компании влегува во Венецуела, а нафтата венецуелска продава преку Русија, а американците беа зависни од венецуелската тешка нафта, бидејќи нивната лесна нафта се вади од шкрилци и ја меша за да добијат поквалитетна нафта. Светот зборува. Тука Западот се гледа дека доаѓа голем економски и воен колапс и неминуно е војна, за да се обично кој ќе дојде таков колапс, доаѓа до војни. Тоа ни потврдува Првата светска војна и Втората светска војна, после големите економски кризи, но сега е друг случај, тогаш светот бил цел свет во економска криза, сега е само Западот. Кој ќе земете во предвид кои држави се најзадолжени и треба да се запрашат нашите политичари по кој правец не носат. Бидејќи САД е најзадолжена земја на светот, Велика Британија е втора, трета е Германија, четврта е Франција, пета е Јапонија, шеста е Луксембург, седма Италија и да не ги редам, Русија ја нема никаде тука. Замисли, чак и меѓу првите 20 не е ни Грција, која е над $300 милиарди должи. Затоа размислите, пред да се распаѓа и на НАТО и на Европската Унија поради економскиот колапс. А пандемијата само служи или за оправдување, знаеме дека после секоја пандемија или војна има помалку социјални процеси, но тоа некој, ако посебно опасно, кој ќе дојде економски колапс, во граѓаните нема што да јадат, кои ќе останат без работа. Например, во САД Трамп скоро ги сведе невработеноста на 4%, беше 8%, а сега е скоро над 30%, се движи до 40%. Имаше некои информации новинарски дека бројот на невработени во САД достигна до 74 милиона. САД е некаде околу 320 милиона, тоа значи скоро половина од работно способно население, нека една третина, што не е малку, е без работа, без избркано од работа. И затоа треба да се нагази цопката, особено и кога се вакцините во прашање, не ги препорачувам воопште, освен руската, бидејќи Pfizerovата е експериментална и работи на друг систем, оно е внесува вирус и прашање дали ќе излезе, од неја има најмногу несакани последици и треба да се внимава. Например, соседна Србија, меѓу првите земји во светот по вакцинација, а тамо имаме денешен случај 3.500 ново заразени. А скоро милиони имат примерно вакцина, некој еднашка, некој по втор пат, а планира да набават 2,5 милиона вакцини. Треба да се запрашаат соседна Србија, што им нудат новите. Прво, ниједна вакцина не е детално испитана, па ни руската, но повторно ќе цитирам доктор Несторовиќ, он кажа, Pfizerovата е експериментална, опасна вакцина, само уште недела дена имаше само во Америка, имало 390 починеци, 9.500 со несакани последици. Инаку Србија, српските портали се насмеа кога прочитав, се пофали дека по САД
втора земја во светот што најмногу се вакцинира. Значи, најмногу уништила своето население. Еден куп вакцини има тамо, значи од разни производители и може твоите да си бират. Значи може да се бира со што сака да се самуја. Дали со јаже, дали со куршум, дали ќе се продат од мостот на Дунав или Сава, ниве не е. Ја тие причини кош владата не сме критикува зашто нема вакцини, оди прашање како делуваат и колку се користи, нешто не испитано за ставиш во организам е многу опасно. Драги пријатели, посакувам добра ноќ и што гледат порталот на YouTube Балканска осица, почнете да мислите со своја глава. Време веќе. Добра ноќ и до следно слушање.